9 часот и 10 минути гледате Македонија наутро, а ние во следните минути започнуваме и со последното гостување во студио, односно ќе го најавиме историскиот успех кој што го постигнаа младите македонци и докажаа дека големите успешни спортски приказни можат да бидат дел од нашето секојдневие и тоа се почесто. Така што веднаш ќе ги најавам момците кои што освоија второ место на големото финале во Дубај на 3x3 кошарка, односно прво Елвис Ход, потоа Карло Блажевски, Амар Ход и секако Пауло Блажевски. Само да не измешаме, се надевам дека добро ве представив и да ви се заблагодарам за вашето присуство денеска. Помина веќе некој ден после финалето во Дубај, така што еве Елвис ќе почнеме со вас. Дали слегна импресиите и впечатоците кои што ги доживеавте таму? Па сега уште сме под импресии дека остваривме еден голем резултат. Прв во македонската кошарка да се забележи ваков голем резултат на голема сцена. Освоивте второ место на еден од најпрестижните 3x3 надпревари во кошарка, така што значи ова за вас лично, првенствено, меѓутоа и за кошарката во Македонија? Тоа значи преголем успех за нас. Сепак ние сме нови во спортот и дававме се од себе таму, пробавме да направиме историја за нас и за македонска кошарка. Секако и тоа го постигнавте на одличен можен начин. Амар, на кратко ева да ни раскажеш првенствено за надпреварот во Влаје минатата година, затоа што всушност од тој турнир започнува се. Па дали во тој момент очекувавте дека ќе стигнете до тука? Па уште кога почнавме турнирот во Влаје, ние бевме договорени да поминеме група и поише него што сме прошле лани, како со различни екипи игравме. Ни беше цел прво полуфинале да влеземе. И кога влеговме во полуфинале, си рековме можеме да играме и финале. И се случи што се случи во финалето, со пресврт ја добивме утакмицата и кога го освоивме, сами себе си рековме можеме и у Дубај, не идеме како туристи, идеме да им докажеме на сите дека вредиме ние, дека сме најмлада екипа и дека веруваме во себе, дека два пара браќа никад нема да се случи пак да играат баскет. Две братски двојки кои што дефинитивно токму поради тоа, а и поради добрата игра, се разбира, го привлекува вниманието на јавноста, особено деновите кои што ги поминавте во Дубај, Пауло, односно Карло. Колку тоа допринесе да имате заедна емоција повеќе од останатите тимови и всушност на добар начин да го привлечите вниманието и да добиете поголема поддршка, можеби? Да, па за тоа само што сме ние браќа, односно два пара браќа, е многу добро затоа што секој посебно ние сме поврзани и едноставно цел живот ние сме играле сега баскет, дали надвор, дали кошарка сме играле во сала и самото тоа што ние се поддржуваме, што имаме одлична енергија и стигнавме до овој момент. Без разлика дали ние сме млада екипа, искусна или не, со самото тоа што ние имавме хемија во екипа, што се поддржувавме, успеавме да направиме ваков резултат. Веќе ги гледаме и фотографиите и инсертите од Дубај, така што Елвис малку околу самото доживување во Дубај, спортски настан кој што се издвојува од другите по самата подготвеност на екипите таму, организацијски, продукцијски, се она што можевте да искусите и да доживеете. Какво беше чувството да се игра на таква спортска сцена и дали тоа дополнително ви правеше некој поголем притисок? Чувството беше неверојатно. Ја и на моите соиграчи им реков дека ова чувство и оваа прилика што имаме сега, тоа може да ни биде еднаш во животот и никад во животот не верувам дека ќе се деси на тоа место пред музеот на еднината да играме на таква подлога што организацијата беше феноменална, организацијски беа на многу високо ниво, така да ние како спортисти можевме само да уживаме во моментот и на нас беше да дадеме се од себе. Тоа и го сторивте, а кога сме веќе кај самото искуство, а и сцената, осмисленоста на самиот спортски настан во Дубај, чија беше идејата да биде представен културниот терен во Влаје, односно кај локалците познат како теренот после мостот, насликат од нашиот познат креативец Сатја Рабуловски. Така што не знам дали се забележа на фотографиите кои што се изминаа, меѓутоа токму теренот на Влаје беше представен пред тој голем аудиториум. Чија беше идејата? Идејата беше на самата организација на Red Bull Македонија да представа, да види светот дека и во Македонија има што да даде. Дека баскетот во Македонија е многу задно време многу
дигнат на високо ниво и све повеќе и поголема е заинтересираноста. Колку овој ваш успех всушност ќе допринесе за баскетот во Македонија, затоа што во последно време токму така многу млади луѓе сакаат да бидат дел од овие спортски активности, на надпреварите исто така кај нас на национално ниво, така што колку ќе допринесе и колку млади луѓе кошаркари ќе ги мотивирате со? Па се надевам дека голем дел од ќе придонесе овој овој резултат во Македонија, затоа што се гледа дека Македонија стварно може да има баскет во на повисоко ниво. Секако, вие го отварате патот кон тоа и верувам дека на наредниот турнир кој што ќе се случува исто така во Скопје ќе има многу поголема мотивација да го следат вашиот пример. Меѓутоа ме интересира околу конкуренцијата која што ја имавте на надпреварите во Дубај, како започнавте, што беше она што вие го очекувавте од конкуренција, што се случи реално? Конкуренцијата е голема, секако играш на светско ниво. Сите најдобри екипи, сите 16 екипи се дојдени тука за една цел, да го освојат првенството. Ние бевме од сите поценети и го знаевме тоа дека идеме како аутсайдери, но ние не се дававме. Сакавме на сите да им докажеме што е Македонија. Никој не ја знаеше на мапата и стигнавме и финали им докажавме. После утакмицата сите ни честитаа нас, поише ни честитаа нас него на победникот на светското првенство. Ама конкуренцијата беше одлична, многу имаше прејаки екипи, како Америка, Австралија, Египет, Јапан, светски сили. Игравте против Америка, како што кажа, Малдиви, Јужна Африка, Јапонија, Молдавија и овие ги победивте, така што од победените, која репрезентација можеби беше најтешка да се совлада и зошто? Од совладаните екипи прв предизвик нас нормално или Америка и кој една од државите која што требаше да биде, која што се планираше да биде во финалето и на прв предизвик нас не беше тоа и ние бевме многу мотивирани за таа утакмица, дури мислам дека само со самата мотивација со тоа што ние дававме максимумот, успеавме да ги совладаме. Исто така и Јужна Африка не беа за подценување, тие беа екипа која што беа многу цврста и исто така доста искусна екипа. И Јапонија беше екипа која што беше брза, малце пониска, но има доста добар шут, кај што не бе исто за подценување и требаше доста агресивна одбрана таму, немавме времени за да се опуштиме и така да многу добар екип, многу искусни, така да. Секако, но победата токму на сите овие репрезентации ве доведе до второто место, но загубата се случи со Египет, па чисто околу тој надпревар со Египет, што не одеше под конец како со претходните? Екипат ништо, све беше, ние како и секој утакмица дававме се од себе, буквално до 3 минути пред крајот резултатот беше во егал. 12-12 игравме нерешена утакмица и едноставно момците од Египет имаа свое шутерско вечер и тоа е тоа. Пружи рака на подобриот и лекција за следен. Се разбира, беше ли поголем притисокот и тремата дека можеби на тој надпревар со Египет ќе станете и светски прваци? Не дека имаше некоја преголема трема или притисок, наше беше ние таму да излеземе и да даеме се од себе, па што нека биде, нека биде. Најбитното ние стигнавме до финалето, освоивме второ или прво место. Тоа Македонија. Целта е постигната. Ме интересира како функционирате како тим, односно имате ли некои посебни подготовки пред надпревар, ритуали кои што ги практикувате и всушност колку време пред патувањето и надпреварувањето во Дубај се подготвувавте, ете да кажам, по активно за разлика од останатиот период од годината? Па се спремавме 2 месеци, се собиравме дека сите играме во различни клубови и трениравме многу. Ние задоволни сме од тоа што го постигнавме. Како индивидуално, така и тимски трениравме, колку се собиравме еднаш неделно, некаде 2 пати колку можеме, а за ритуалите пред утакмици имавме секако. Они прволигачите супер, може да кажам, они си имаат свој ритуал, ние што игравме на малце пониско ниво, ние имаме свој ритуал, така да се компензиравме, да.
Која ви беше најголемата поддршка и за време на финалето, меѓутоа и претходна, затоа што навистина од она што можев да успеам да видам како коментари на социјалните мрежи, има многу поддршка од домашната публика пред се, но потоа и на самото надпреварување добивте поддршка и од тамошните кошаркари. Кој би го издвоиле како некој кој што ви пружил рака, а не сте очекували? Па ја би го издвоил за мене првиот најдобар баскетџа Душан Булут. Тој беше цело време со нас и не бодреше и ни помагаше многу во дел на утакмиците, ни кажуваше тактика. И би му дал рака на Џанан Муса, не очекував искрено, еден од најдобрите босански спортисти. И ми беше се изненадив кога дојде и не гушна сите. Како успеавте да го привлечете вниманието на публиката токму на надпреварите? Па, мислам дека со самото тоа што ние бевме кои аутсайдери и кога на првата утакмица ние успеавме да ги победиме Америка, со тоа ние само привлековме некој си око кај некоја атракција кај другите екипи и со самото тоа што ние бевме екипа која undersize, многу млади плюс и со одличниот шут со нашата борба, мислам дека им ги освоивме на доста души срцата таму. И секако прашањето кое што апсолутно се наметнува, што по овој успех, какви се моментално вашите планови за воиднина, нови турнири, напорно тренирање, верувам дека ќе остане исто и што е она што го гледате за воиднина? Токму така, после овој успех, да заврши годината кој што треба успешно, драги Боже. Ја планираме следната година да идеме на камп кај најдобриот баскеташ, Домович Булут, и да се спремаме за понатамошните турнири, за меѓународна сцена. Момците, они се веќе пријавени за Under 23 репрезентација по 23 години, така да ќе има што да покажат на светот дека може да играат. Благодарам многу за денешниот разговор и искрено се радуваме сите на вашиот успех, така што ви благодарам и што Македонија ја представивте на многу достоинствено ниво. Благодарам.